населбата Железара се заменуваат прегорените и скршени светилки, информираат од општина Газибаба. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Започнуваме веднаш. Донација од прехранбени производи за интернатот во основното училиште Гоце Делчев во село Љубанци. Царината одбележа 22 години постоење. Конкурс за избор на најдобра фотографија со мотиви од Скопје. Меѓуинституционална соработка за поквалитетно образование. Акција за засадување дрва во општина Центар. Сдруженијето за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните групи граѓани Градиме иднина Скопје денеска во интернатот во основното училиште Гоце Делчев во Љубанци донираше прехранбени продукти за децата од оваа установа и упати апел до сите хумани граѓани и компании да земат учество во вакви акции. Таму беше Томислав Атанасовски. По повод престојните велигденски празници, Сдруженијето за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализирани групи граѓани Градиме иднина Скопје денеска во интернатот во основното училиште Гоце Делчев во Љубанци донираше прехранбени продукти за децата од оваа установа. Од Сдруженијето изразуваат голема благодарност до донаторите кам маркети за соработката и реализирање на оваа акција. Инаку, ова Сдружение постои веќе 11 години во Република Македонија со многу реализирани хуманитарни акции, посебно за маргинализирани групи на граѓани и деца без родители. Многу хуманитарни акции Градиме иднина спроведе во склоп за децата без родители, сега се пренасочивме на маргинализирани групи да ги поддржаваме и помагаме. Дадов се од себе со мојот тим волонтери, многу донатори кои покажаа хуманоста. И да ви кажам, хуманоста ја има насекаде, но многу слабо ја има хуманоста во Република Македонија поради тешката светска економска криза и апелирам до сите идни донатори кои сакаат ова институција да ја помагаат. Апелирам да ја покажат во иднина хуманоста, да не бидат себични, бидејќи јас знам за оваа акција колку дадов се од себе, околу 45 дена оваа кампања ја организирав. Верувајте дека едва и тешко се наоѓаат спонзори, многу тешки времиња дојдоа, но ете името на секаде ми се слуша, луѓе кои ме познава и што имат почит према мене и кои веруваат во нашата организација, ја покажаа хуманоста, значи не беа себични, откако им се јавив, откако ги доставивме дописите, ја покажаа хуманоста и веднаш ни излегува пресред. Верувам дека во иднина сите кои сакаат да ги помогнат овие 10 деца кои се заборавени и препуштени сами на себе и верувам дека ќе ја покажат хуманоста од утре па до крајот на животот се додека оваа институција згрижува вакви категории од социјален ризик. Општинското основно училиште Гоце Делчев во село Љубанци, сместено меѓу 7 училишта во Бутел и единствено ваков тип со интернат каде што се сместуваат деца преку Центарот за социјални работи на град Скопје. И можам да кажам, во моментов се сместени 10 дечиња кои што имаат родители, но нивните родители немаат доволно средства да ги издржуваат. За време на викендите и за празниците си одат кај нивните родители и многу се минимални средствата кои што ги добиваме и не можам да им пружам во оној дел каде што сакаат нешто повеќе да им се купи, да им се овозможи, па ако не се вакви донатори како што е во моментов, еве Илија, сум имала до сега многу донации, им благодарам на сите до сега, но апелирам еве и понатаму за сите да продолжат да ни помагаат, бидејќи навистина е тешко време, во кризно време и овие деца прво со тие средства што ги добивам гледам да ги прехранам, не останува за некои други работи да им го направам уште да им биде поубав и поинтерес животот. Голема благодарност до Илија, ова веќе е втор пат каде што се гледаме, каде што имаме соработка многу на високо ниво. Се надевам дека ќе продолжи неговата соработка заедно со моето училиште и не само кај овие што компании што досега се разбудиле и се побудиле за да ни помогнат, се надевам дека и на некои други ќе им текне, ќе дојдат, ќе не посетат и ќе успееме понатаму да им обезбедиме поудобен живот на овие дечиња. Овие категории граѓани се ставени на маргините на општеството. Затоа ово здружение сака да ги потекне сите хумани граѓани и компании да земат активно учество во ваквите акции и уште поактивно да се вклучат во сите слични акции на здруженијето што ќе ги спроведува во иднина. Соработката со интернатот во Љубанци и натаму продолжува
продолжува, а во знак на благодарност директорката на Основното училиште Гоце Делчев му врачи благодарница на Илија Јовановиќ за несебичната поддршка што ја дава за интернатот во Љубанци. Следна цел на ова здружение е акцијата за опремување компјутерски центар, музички инструменти за спроведување курсеви по музичко образование и исто така во интернатот во Љубанци, па затоа Градиме иднина ги повикува сите хумани граѓани и компании активно да земат учество и во оваа акција, со што ќе овозможат истата да стане реалност. Царинската управа на Македонија денеска го одбележа 14 април, денот на македонската царина. Со организирана свечаност беше одбележано 22 годишното успешно функционирање на царината, при што беа презентирани постигнатите резултати од работењето во изминатата година, како и придобивките од примената на концептот на овластен економски оператор и новиот компјутеризиран транзитен систем. Царинската управа на Македонија денеска одбележа 22 години од основањето како државна институција на управата. Директорката Наташа Радеска Крстевска истакна дека по 22 години успешна и напорна работа. Денес Царинската управа ја препознаваат по нејзиниот професионализам, ефикасност, транспарентност и доверливост. Ова според неа е доволен поттик и во иднина да продолжат да работат уште попосветено во насока на зголемување на конкурентноста на македонската економија, преку понатамошно олеснување и забрзување на царинските постапки и намалување на трошоците за компаниите. По 22 години напорна и успешна работа, проследена со многу предизвици, со перманентни активности во насока на зголемување на ефикасноста и контролата на ризиците, денеска со гордост може да кажеме дека граѓаните, економските субјекти и меѓународната заедница ја препознаваат Царинската управа по нејзиниот професионализам, ефикасноста, транспарентноста и доверливоста. По 22 години напорна работа не препознаваат како служба која што е способна да ги промовира и олеснува економските активности, успешно да ги спроведува економските политики на владата, да ги штити економските и фискалните интереси и, што е најважно, да ги штити животот и здравјето на граѓаните. Ова е доволен мотив и во иднина да продолжиме уште попосветено во насока на реализација на пошироката општествена цел за зголемување на конкурентноста на македонската економија, преку понатамошно олеснување и забрзување на царинските постапки, намалување на трошоците за економските оператори, нивна заштита од нелојалната конкуренција и понатамошно приближување кон Европската царинска унија. На свеченоста организирана по повод 22 годишнината беа презентирани постигнатите резултати од работењето во изминатата година, како и бенефитите од примената на концептот на овластен економски оператор и новиот компјутеризиран транзитен систем. Царинската управа е основана на 14 април 1992 година како државен орган на управата преку донесување на Законот за царинска управа од страна на Собранието на Република Македонија. Македонскиот центар за граѓанско образование денеска организираше менторска средба како дел од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Во проектот се вклучени сите основни и средни училишта, локални невладини организации, како и Министерството за образование и наука. Очекувањата од проектот се продлабочување на меѓусебната соработка меѓу училиштата, стручните служби и општините. Средбата на која што сте денес присутни е менторска средба за представници на училишни одбори, стручни служби и одговорни за образование во општините со цел да ги ускладат меѓу себе, функционално да се поврзат во реализирањето на активностите во училиштата. Овој проект е 4-годишен проект, почна во декември 2011, ќе трае до декември 2015 година и секоја година опфаќа одреден број на општини, одреден број на сите училишта во одбраните општини. Оваа година, значи 2014 е третата фаза која ги опфаќаме сите 41 општина, а во претходните оние 44. 5. Така што оваа средба, значи денеска
е една од вкупно 15 менторски средби организирани за пилот училиштата и училиштата од фаза 2, односно за вкупно 258 училишта. Она што очекуваме после овие менторски средби е овие три фактори на ниво на училиште и општина, значи училишните одбори, стручните служби и општините да ја продлабочат меѓусебната соработка со цел да бидат исподелени успешните приказни и да се надминат евентуалните бариери кои што очекуваме да се споделуваат во колку ги има, се со цел интеграцијата, почнувајќи од образованието, да се одвива подинамично и да се постигне она што кон што цели овој проект, а тоа е соживот преку потпирање едни на други. Центар во пролетната акција засади 222 дрворедни садници стари од 15 до 20 години со оформени стебла и крошни по потекло од Тоскана, Италија. 47 нови јавори ќе ја красат улицата Орце Николов. Јаворите се со висина над 7 метри, стари 15 години со обем на стебло од 30 до 35 сантиметри. Се садат на места каде што имало исечени и исушени дрва и испразнети места за дрворедни садници. 27 плетени и 38 топчести јавори се садат на улицата Киро Крстевски Платник, како дополнување на старите и заболени дрва на улицата Георгија Пулевски. Се садат 18 нови јавори, а пролетното раззеленување на улицата Максим Горки ќе биде надополнето со 10 јапонски цреши со обем на дрво од 45 до 50 сантиметри, информираат од општина Центар. На Бурка Талевски во Дебармаало е подигнат комплетно нов дрворед со 28 топчести јавори. На улица Македонија засадени се 15 лириодендрони со стебло 40-45 сантиметри, а 3 веќе се засадени пред италијанската амбасада. На 8 ударна бригада се засадени и 13 индиски јорговани. На Даме Груев се чистат старите дрва и се садат 23 високо израснати и оформени јавори. Град Скопје објави конкурс за избор на најдобра фотографија со мотиви од Скопје. Конкурсот е наменет за сите и за аматери, но и за професионалци, а може да учествуваат и деца. Мотивите на фотографиите треба да се од Скопје, а изборот на фотографиите ќе го изврши специјална комисија формирана од град Скопје. Фотографиите не треба да бидат постари од 5 години. Ќе се организира изложба за наградените фотографии во еден од културните центри. На конкурсот ќе бидат доделени 3 награди за најдобра фотографија, и тоа за прва награда се предвидени 50.000 денари, за втора награда 40, а за трета награда 30.000 денари. Ќе се оценуваат фотографии снимени во која било од општините кои се на територија на градот Скопје. Ќе се оценуваат фотографии снимени во кој било временски период на едно денонокие и фотографии снимени во која било сезона на годината. Конкурсот трае до 31 мај. Јерген Клоп е прв кандидат за тренерското место во Барселона. Майкл Фелпс му се враќа на пливањето, а денеска започнува борбата за Final Four турнирот во кошаркарската Евролига. За овие и останатите вести од спортот ќе дознаете нешто повеќе по рекламите.